Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: кој сака да формира албанска православна црква во Република Македонија и дали е тоа последното камче во мозаикот за федерализација на Република Македонија. Сега ни се јави Јован, ама албански Јован. Голема разликата од Јован до овој албанскиот Јован. Гледате кои се основачи. Например, фамилија Живковиќ од Битола. Да. Па тамо 1/3 од основачите се срби. Так. И име парадокс. Србите ќе формират албанска црква во Македонија. Прв пат слушам дека јас има српски албанци. Тие не се албанци, тие Живковиќ, Марковиќ, кои се таму. Ви ги читав јас. Да. Едната фамилија е Кивијас. Овие други се сите македонски презимиња. Втората фамилија е Живковиќ, третата е Синадиновски и четвртата е Коминовски. Значи 4 фамилии се 15 луѓе основачи. Земете го примерот, ве молам, господин Ефтов, од сестрата на Синадиновски. Да, она вели. Од една утроба излезени. Апсолутно. Од една мајка родени, од една утроба. Со таков гнев, со таква разочараност да збори. Како таа беше разочарана, како таа беше понижена, како таа беше посрамена, човече. Јас верувам дека се срамува на улица да излезе, дека незиниот брат сега станува после на 60 години, не знам дали е колку мене или е постар од мене. 60 и нешто. Да, станува албанец, ве молам. Православен. Православен, не само што станува. Да. Не одговори во име на 75.000 албанци православци. Нема вистина. Јас го прашам, кои се тие 75.000? Он вели сите од Галичник, сите од Волна река, сите од Лазарополе, сите од Маврово. Маврово, мајка ми од Маврово, јас сум мавровец. Си гледате, така да не може во Маврово да биде тоа. Пред очи ни се случува една асимилација на еден дел од македонскиот народ. Добре, и на сила сака да бидат албанизирани. Да. Гледате, ние се веќе тотално имаме во тој дел на Западна Македонија општини кои се потполно под албанска контрола. Гледате за Кичево што праве. Така, да. Добро, тука е грешката. Гледате што праве за Југохром и Гуновце. Тетово се загадува вама. Значи само се затвори Југохром и Гуновце, бидејќи тоа е бастион на македонштината во тој дел тамо на Тетово. Го затвори, пак е загадено Тетово. Да. И сега такова тука на Маврово Ростуше, која е единствена полумакедонска општина таму што се вели, овие прваци на Дуј учествуваат максимално во тоа, даваат пари, диаспората албанска дава пари. На крај овој Бранислав Синадиновски ке морате господин Бранислав да го наслувувате, да го нарекувате. Не, мислам, видете вака, во секое семејство, во секоја институција, во секоја организација има нешто што не штима, што не е добро, што ете така го вознемирува и човекот и луѓето, но мнозина го кријат, мнозина го вадат надвор. Така да, како сестрата на Синадиновски излезе со плачење, со солзи, со болка во душата, кажа дека е предавник. Својата сестра, ве молам, вашата сестра сега да каже дека вие сте предавник. Или мојата брат или сестра или некој мој пријател да ми рече: дедо Владика, ти ја предаде оваа земја, ја предаде оваа црква, го предаде овој народ што те хранеше, што те чуваше, што те гледаше. Тоа не боли? Јас мислам и него го боли. Тој нема мир ни во срцето, ни во душата, тој нема совест, човече, тој не спие, верувајте ми. И милиони нека му дадат. Тие милиони нема тој ништо да видите. Друг ќе ги јаде, друг ќе ги троши. Милиони евра нека му дадат. Ништо, парите не се ништо. Прва пауза за реклами, погледнете ги рекламите и подоа се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Албанците постојано ја повторуваат таа теза дека ние како македонци сме артифицијална нација или како што тие велат вештачка нација тука на Балканот дојдени во 6 век од таа страна Дунав или од Карпатите. Еве една теза или една теорија како всушност настанува генезата на денешната современа албанска држава и современа албанска нација. Ги слушате овие најави за албанска православна црква во Македонија? Да. Објаснувањето е дека 75.000 православни албанци од страна на македонската држава се асимилирани и се направени македонци. Како да го коментираме тој факт? Дека некаде до 44 година до денес се асимилирани 75.000 албанци со потекло од Горна река, Галичник, Галичани, Лазарополи и така натаму. Верно ли е тоа? Мене посебно ме зачудува идејата, односно иницијативата за создавање на така наречена албанска православна црква. Велам ме зачудува бидејќи да ја совршено добро ја познавам историјата, односно етногенезата на Гего Мирдицкиот, така наречен албански елемент во Македонија, за кој морам да кажам дека од целата таа популација што е во Македонија, 80% е гегоизирано македонско население. Ајде да објасне пред јавноста. Тоски и геги. Да. Леката Шкундра се смета во Албанија дека ги дели тоските и гегите. Да. Северниот и јужниот дел на Албанија. Да. 97 година беа во еден страшен конфликт. Да. Албанската држава дојде на раб на една тешка граѓанска војна, која се закануваше да ја избрише од картата на светот државата Република Албанија. Да. Да. Тоа се драматични поделби во тоа албанско општествено милје, Да. кои траат стотици години наназад. Што се разликите? Имаме геги на просторите на Македонија исклучиво, ги имаме на Косово, во Црна Гора и дел сега почна да се доселуваат на Епир. Значи, тие се геги по потекло се од Азија, односно од Западна Индија. Кога се дојдени тука? Тие турците, за тоа постои огромна документација. Турците ги донесле во првите децении од 18 век. Значи турците ги носат. Турците ги донесле од тие биле, тоа се всушност не е една етничка популација, туку се состои од припадници на разни етнички групи, кои го добиле заедничкото име геги мирдити, или како што турците со заедничко име ги викале арнаути. Тоа се тие арнаути. Глигор Прличев во Кузман Капидан. Да. И тие заправо мигрирале од кај Индија, Западна Индија, дошле до Мала Азија и од Мала Азија турците ги пренесле со бродови за да заштитат својата северна граница во Албанија и на Стара планина. Тие ги донесле на Атинското пристаниште. Дел од нив се разбегале. Така што еден дел бил испратен на Стара планина, еден дел дошол во Северна Албанија, која во тоа време се викала Матија, не се викала Албанија. Значи, тоа е територија која припаѓала на Македонија. И од секогаш и припаѓала на Македонија, бидејќи да на тие простори живеело исклучиво македонско население, што ни покажуваат и турските пописни дефтери. Значи, геги се донесени од турците? Турците се донесени на за да можат Северна Албанија да можат да бранат со едноверско население, со муслиманско население. Значи, исклучиво муслиманско население кој треба да ја брани таа северна граница. Односно, интересен податок. Западна граница на турската империја. Тие што биле на Стара планина во време на руско-турската војна, преминале
таму во 19 век, 50-тите години преминале во Романија и таму се претопиле, додека овие останале како компактна маса. Овие геги. Гегите. И почна да се движат кон исток, значи да освојуваат македонски и српски земји. Колку на број отприлика се донесени? Велите донесени се во Атина? Тоа се донесени околу 700.000. 700.000. Да. Кои што дошле со примитивен јазик само со 28 зборови. Значи така е Овие дефинирано. Да. Овие геги. Да. Со 28 зборови. Колку за меѓусебна комуникација. Тоа во многу извори ќе сретнете дека тоа најагресивната популација што родила човековата цивилизација. Се гегите. Да. Ама кога? Кога тие ќе оценат дека зад нив некој стои, ги штити. Голема сила. А инаку се вика најплашлив народ од сите вика цивилизации. Ви имате докторирано на тема Албанија. Да. Во Загреб. Да. Целата приказна всушност се состои во 3 дела. Првиот дел е доаѓањето на овие геги, некои околу 700.000 на број, со потекло од Мала Азија, кои турците ги носат тука да ја бранат таа северна и западна граница на Османлиското царство во правец на Италија и на Јадранското море. Вториот дел се тоските или оној дел од албанската популација и нација кој со потекло од областа Тоскана во Италија. И тоа го објаснува фактот зошто Италија и Австро-Унгарија 912-913 година после Балканските војни влегуваат во процес на формирање на современата албанска држава, бидејќи сакале да го заштитат тој католички дел на албанската нација, а тоа се овие така наречени тоски. И тоа е таа мешавина на тоски и геги кои се денес есенцијата на современата албанска нација и современата албанска држава. И третиот сегмент е името Шкиптар. Всушност, тоа име е на некој начин пандан или во корелација со овие тоски кои од Италија а на цело територијата на Албанија. Зашто се прави таа мешавина на тоски и геги, бидејќи гегите нема држава, тие се доселени од Мала Азија, тука ги затекнуваат тоските, кои на некој начин се распостелени во таа средишна Албанија, тие ја дават територијата, тие го дават името и тие ги дават врските со тие западни држави. Со таа комбинација на тоски и на геги е формирана денешната современа албанска држава. Ние досега учевме тоски и геги. Да. Гегите видовме дека се дојдени од Азија. Да. Овие што се од Шкотска преку Италија, тоа се тоските? Да. Значи тоа се тоските. Тоа се тоските, да. Од 18 век почнале да се населуваат во делови од Далмација, во Албанија, Епир и Тесалија. Значи тука на тие простори ги има шиптарите. И тие не се агресивни како што се другиве. Тие сосема се една благородна бела раса. Што е суштината на целиот овој процес? Да се докаже дека албанците се староседелци во тој простор на Западна Македонија и всушност тоа што проявуваше во првите комуникеа на УЧК кој инсистира на бркање на славомакедонците од вечните албански огништа во тој дел на Западна Македонија. Тоа што се случи 2001 година и референдумот од 1993 година беше еден облик на политичка или рида, дали обидот за формирање на албанска православна црква е еден обид за една црковна или рида во рамки на Република Македонија? Па тоа се обиди кои подлежат на сценарија од иста централа за демонтажа на државноста по сите основи. По основ на вера, територија, јазик, култура, историја, граници и тоа се врши во една композиција и согласност меѓу сите околу Македонија. Гледате, почитувани гледачи, како се сака да се удри во срцето на македонштината, а срцето на македонштината е македонската вера и македонската црква. Првиот архиепископ на Македонската православна црква е господинот Доситеј, кој е родом од тој регион на Горна река, а човекот кој треба да направи албанска православна црква во Република Македонија е исто така, свесно или несвесно, избран да биде со потекло од Горна река. Вие сте од Горна река. Да, јас потекнувам, корените ми се од село Киченица, од Горна река. Видите, приказната е многу едноставна. Кој човек од страна ќе гледа работите. Целиот тој регион, некаде на Западна Македонија или почнувајќи од Куманово, преку Рачиново, Тетово, Гостивар, доле до Струга, има останато само една, ајде да речем полумакедонска општина, тоа е Маврово, Ростуш. И всушност тамо фали историја. Фали едно логично историско објаснување зашто тој дел се смета за едно од лулките на македонштината.
Тамо потекнува и првиот архиепископ или поглавар на Македонската православна црква, Господин Доситеј. Досиден, роден 1906 година во тие горнорекански села. И сега треба да се најде логичен одговор зашто албанците тамо се доселени, а они сака да докаже дека всушност не се доселени, туку се тамо домородни. Автохтони. Автохтони. И затоа е потребно да се докаже дека овие македонци, шкети или како ги нарекува тамо, плюс овие што се галичани, плюс овие луѓе доле што живеат кај Дебар, кои се македонци православци, дека де факто биле албанци православци кои морале под теретот или под притисокот на македонска држава да се македонизираат. Тоа е приказната, тоа е лајтмотивот на се оно што се случува. Не. Видите вака, во животот спроведуваат асимилација и исламизација посилниот. Тоа е од секогаш. И тие биле во минатото посилни од нас. И тие можеле да спроведат асимилација и исламизација, не ние. Мислите на албанците? Да, на албанците. Или арнутите, како што ги нарекува, како што ги нарекува Григор Парничев во Кузман. Сега во овој момент па гаате на нова политика, демек тие биле асимилирани и биле помакедончани. Да, биле автохтони, биле тамо, не. И всушност македонската држава ги асимилирала. Тоа не држи вода во ниеден случај. Албанското лоби е умрено да формираат еден нов Ватикан во Македонија, односно нашиот манастир да го прогласат како Ватикан за Албанската православна црква, меѓутоа тоа не може да се случи. Во ниеден случај нема да се случи. Мислите на Јован Бигорски? Да, Свети Јован Бигорски, нема да се случи. Работите се многу јасни, затоа тоа јас постојано ви го повторувам. Ако нема ексклузивно право на Македонска православна црква во рамки на Република Македонија, тогаш Република Македонија нема ни ексклузивно право на името Македонија. Прво проба со Јован, се извинувам, и се пробуваат со Албанска православна црква. Да. Во самата Албанија, грчко е влијанието, грчко е мнозинството, контролата е во грчки раце, во самата Албанска црква во Тирана, и мислам дека ова втор обид на грчката црква после Јован да направи тоа што сака да го направи во Македонија. Преку црквата се крши прашањето на името на државата. Тоа е есенцијата на целата оваа работа. Пред сите избори се случува нешто. Кога ќе прекина некоја работа со државните институции, почнуваат на црквата. Тоа се случува секоја година. Еднаш до 2 пати, до 3 пати, кога ќе нема што да се прави. Ама вака организирано никогаш. Да. Ова е сега организирано против црквата. Видете? Не само пред црквата, господин Агатан, гледате. Прво беше Илирида, 93 година. Па беше она што е, ајде да речеме 2001 година, војниот конфликт. Па дојде територијалната организација. И се доаѓа црквата. Албанска православна црква. Каде? На територијата кај што уставно речено живеат православни албанци, кои ова насилна држава ги асимилирала и ги направила православни македонци. Тоа е лајтмотивот на едно да ви кажам, јас верувам дека во оние искрени албанци што се муслимани, кои живеат на овие простори од прадедо, дедо, родители родени тука, тие родени тука, тие македонската држава се ја чувствуваат како нивна света македонска. Сигурни ли сте? Да. Сквернават манастири во Рачиново, униште Лешочкиот манастир. Рачиново е од Косово човече населено, не е од староседелци. Македонската православна црква не го прават тоа. Молчи, као глуво нема. Не ги сквернават манастирите по Западна Македонија. Овој што е тамо, владиката Јосиф се слика со градоначалници кои се главни промотори, еве на Facebook пред 10 дена, со главни промотори на оваа црква на Бранислав Синадиновски или верска заедница, се слика тамо. Вие ко село без кучиња се однесувате во целата оваа работа. Не, видете господин Ефто, колку ја што имам информации, тој сака да изгради нова црква во Гостивар, а за да се изгради нова црква треба да се извадат документи, администрација, земјиште да се дотели. И јас верувам дека таа средба е за тоа направена. А ако владиката Јосиф, јас сум сигурен, знае дека господинот градоначалник е вмешан во овој процес во овој процес за формирање на православна албанска црква, јас верувам тој ќе се откажи од местото, ќе се откажи од се и нема никогаш повеќе да стапне во кај се оди таа институција. Јован Бигорски е направен со пари на православни албанци. Значи тоа е првата теза. 75.000 православни албанци асимилирани во македонци. Максимално се градат
и наново се обновуваат во саудиски и секаков друг арапски стил џамиите што се во Западна Македонија. Да. Огромен дел од тие џамии се направени на темели на поранешни цркви. Така е. Да не се лажеме, тоа е факт. Да. На џамијата у Битола, Повеќе џами, не само Битола, и низ Скопје и која нели која најголема сега со турски пари направена, со која се фалат, изградена на темели на црква, срушена црквата со истите тие плочки, керамитки и така натаму, направена е таа. Значи максимално се сквернават нашите цркви по Западна Македонија и дел од тој народ сега ќе прави албанска православна црква. И ние ќе молчиме. Не молчиме, ама реков јас, само што го слушам. Освен вас никој нема кренато глас. Имаше и од кабинетот на архиепископот имаше во Дневник или во Нова Македонија беше дека уставно не е дозволено. Кој по вас смета дека стои позади овој проект за албанска православна црква? Па јас мислам дека ова е некоја игра во ова матно време кога нашите најголеми две македонски партии се препукуваат. Некој сака во матна вода да фаќа Охридска пастрмка или пастрмка од Радика, разбирате? Или сомови. Или сомчиња. Може и сомчиња, поише сомчиња ми личи. Да, така. Тешка е судбината на тоа македонско население во делот на Западна Македонија во последните 2 или 3 века. Таму има два процеси кои се доминантни, кои се мешат помеѓу себе. Едниот процес е кога тој дел од словенското македонско население мора да се исламизира, сакајќи да заштити себе си, својата фамилија и своето богатство. И вториот процес е гегоизација или албанизација на тоа население, кога под налетот на тие качачки банди кои беснеат, убиват на тие простори, тие мора да го научат да го зборат албанскиот јазик. И како да суне попоски? Ако велите дека гегите се всушност гегоизирани македонци, барем 80%, бидејќи оние геги кои се доселени од Азија, Мала Азија, преку Атина, тука на овие простори да ја бранат таа западна граница на Турската империја, како оди процесот на гегоизација на македонците? Па кој начин се спроведа тој процес? Видите, јас имам напишано дотомна студија крваво досие. И еве јас... И што е есенцијата? Крваво досие за злосторствата што ги правеле гегите кога дошле на овие простори. Така ги гегоизират македонците? Јас напишав 2 тома. Малку ќе бидат ако се напишат 50 томови за да се прикажат сите стравоти што ги правеле гегите на македонските етнички простори. Тоа ќе ви се крева, како што вика една русинка која била таму во средината на 19. век во Гостивар, која го посматрала тоа што се случувало таму. Вели косата да ви се крева од тоа што го правеле, врз христијанскиот елемент. И видите сега, се јавуваат како поборници за... Значи, работеле против христијанството, а сега сакат да прават албанска православна црква, ви се молам. А разрушени илјадници цркви и манастири од нив, прво уграбени, па потоа уништени. Па денес како може? Голем број на џамии се изградени на темелите на црквите. Да. Погледнете што денес се случува во Рачино, почитувани гледачи. Видите какво сквернавење се прави на единствената македонска православна црква во селото Рачиново. Тоа е појава како израз на одредена религиозна и политичка патологија. Сега, зошто тоа така, зошто тоа се случува, значи, бидејќи станува збор за патологија, е прашање кое што треба да се разгледа баш од така, од патолошки аспект. Значи, кога некоја болест имате, нели, треба патологијата да се помине, треба диагноза да се даде,
треба да се објасни зошто до тоа доаѓа за да може да се лечи. Дали е тоа порака до македонците дека не се добре дојдени во селото Рачиново и дека таму воопшто ниту припаѓат, ниту им е местото. Тоа се значи порака дека нешто не сте посакувани тука, туку дека не ви е местото тука. По текот на војната 2001 година, ние знаеме што се случи со Лешичкиот манастир. Тоа е една иста екипа, тоа што го направи во моторот Бриони, таа истата екипа го направи тоа што се случи со Лешичкиот манастир, да биде тотално девастиран, но подоста наново граден, наново рехабилитиран. Меѓутоа не е само тамо. Има одредени депеши кои се пресретнати од нашите служби дека се подготвувало и надвор од Тетовскиот регион во Гостивар, да речем, или Кичево, да бидат уништени сите тие наши светилишта, црковни кои се во таа западна Македонија, а сите знаеме што се случуваше во Липковскиот крај, Матече, Слупчане и така натаму, девастирани цркви, девастирани гробишта. Гледаме сега во Рачиново како се девастира црквата, единствената црква која е станата во Рачиново, и сега нацијата која тоа го прави со македонските православни светилишта, така благонаклоно се однесува и ја поздравува идејата за формирање на албанска православна црква. Тоа се двојни стандарди, класичен пример на двојни стандарди. Па токму заради тоа Светскиот македонски конгрес, чиј претседател сум, изрази разочарување и со разочарување ја прими веста за регистрација на верска заедница на православни албанци во Република Македонија, како вешт обид за манипулација на јавноста за наводно формирање на албанска православна црква во Македонија, чиј номинален носител е Бранислав Синодиновски, а со менторство и поддршка на ДУИ како наследник на терористичката организација ОВК во Македонија. Тие ги палија православните светилишта, а сега тие се ментори да се формира албанска православна црква, затоа што нивната математика зборува дека во Македонија наводно постојат 70.000 така наречени шкрети. 75.000, односно албанци со православна вероисповед. Насилно помакедончени, значи насилно асимилирани. Тоа е формулацијата. И дека Јован Бигорски манастирот е правен со албански пари и сите тие светилишта треба да припаднат во албански раци, така натаму. Како да се на некој начин заокружува целиот тој концепт на албанизација на таа западна Македонија, како де факто со овој проект да се заокружува проектот на скриена држава во рамки на западна Македонија. Па не е никаква тајна дека тие структури и после војната во 2001 година и после Охридскиот рамковен договор промовираат негова ревизија до федерализација на државноста на Македонија. После договорот на Пржино да уследи ревизија на Охридскиот рамковен договор, кој веќе е имплементиран во Уставот на Република Македонија, и во трета фаза договор за промена на името, целосна денационализација на македонскиот народ и на државата Македонија. Да не се лажеме, почитувани гледачи, ова е сериозен, многу сериозен проект за целосна и тотална деструкција на македонското општествено милје, во кое има прсти или кое може да е финансирано од сите соседни држави на Република Македонија, бидејќи сите помалку или повеќе имат интерес тоа што се случува во Република Македонија да биде по нивни ноти и по нивни сценарија. Во православието важи правилото една држава, една црква. Да. Односно секоја држава која станала независност, атакува и претендира да има своја православна црква. Така. Ако биде регистрирана како што е регистрирана верска заедница, таа прерасне во албанска православна црква, ќе биде нарушено тоа правило. Не може Тоа значи дека Македонија ќе функционира како федерална држава. И де факто и де јуре. Ама не може, што ви кажав. Земете Америка, земете Канада, земете Австралија, земете Европа. Ако реша тамо на Калено да прават црква или под Калено, што ќе правите? Ќе ја рушите ли? Ама нема да направат, имаме, па добро, ако сме уставна држава, ако сме имаме не уставна, правни се регистрирани како верска заедница. Грешка е тоа. Јас мислам че се исправи оваа грешка. Не може да регистрираат. А за да се регистрира треба да имаат од албанскиот архиепископ дозвола. Ке падни ке некој албански судија и во второстепена постапка. Ама не може, мора да има... Ке им го реши спорот за нивна корист. Албанскиот архиепископ мора да им даде решение, одлука, дека тие се под негова канонска јурисдикција. Дека
со наш, ве молам. Еви ние не сме автокефална, не сме признали другите и функционираме. Ке си направи Западна Македонија? Ние сме признати. Ако треба, има доволно едно 10-15 хиляди муслимани ќе ги направи православни албанци. Немој да велите не сме признати. Јас преска ви реков, нека дојде некој од сите архиереи во православието да каже дека Охридската архиепископија е укинал некој собор. Да, све ве разбирам вас. Тоа е укината од иноверен владетел, ама не може да направи такива. Ќе направи црквата да станува поглавар од Стефан да ја гледа секој ден. Не ми се верува. Како Хедоручко ќе гледа црквата? Вака знаете, кај Свети Јован ќе ви направат албанска православна црква, караше Свети Јован. Ме вознемирувате вака на вистина. Јас ги гледам што прават. Јас не верувам дека нашето општество, нашата држава и албанскиот блок и македонскиот блок дека ќе дозволат нешто вакво да се случи во нашава земја. Јас сега сум вознемирен кога ве слушам вака дека размислувате или пак имате веројатно имате и некои информации. Сум разговарала со тие луѓе. Така да се исплаша некој да се појават пред камери, но кога истите работи ќе каже. Самиот список го имате кои се луѓе ја формирале таа. Ма нема албанец таму. Тоа се све македонци и се срби и дел некој блав. И тоа, мислам, јас не можам да го разбирам нашиот суд. Ма смешен, ама секој смешен проект на крај станува опасен, тоа мене она што ме плаши. Па добро ете, вие може имате право затоа што сте во тој бубањ влезени што нонстоп ги пратите овие политички настани. Јас сум духовен и повеќе си ги следам духовните работи отколку политичките. Сакам да ги следам и политичките настани што се случуваат во државата, бидејќи јас сакам оваа држава, јас друга држава немам. За мене Македонија е светиња, за мене македонската црква е светиња, за мене македонскиот народ е свет народ, ве молам. И јас не можам од тој народ да се откажам или да бидам предавник како што е Синадиновски и таа група таму што се подпишале. Јован Јовановски е правнук на братот на Јосиф Багери. Јосиф Багери е денес символ на православните албанци во Република Македонија и него му изграден споменик во срцето или во центарот на Скопје. Биле 5 браќа. 4 од браќата на Јосиф Багери биле македонци, а само тој бил албанец. Малку чудно. Имате вие роднинска врска, нели имате роднинска линија со Јосиф Багери? Да. Значи вашиот прадедо е роден брат со Јосиф Багери. Да. Вашиот прадедо е поп. Да, поп Тодор. Поп Тодор Јовановски. Да. Закопан 1940 година. Так. Починал, се гледа со сите можни македонски православни символи. Од кај таа приказна? Тоа веројатно од поново време, од некои луѓе што сакаат веројатно кариера да направат како некој си Бранко Синадиновски, како некој си Бранко од Кичениц таму. Маноиловски. Кој ми е мотивот, ја не знам. Маноиловски го познам од пред 3-40 години. Ги немаше овие муабети, овие идеи, овие разговори вакви. Бидејќи знаете приказните. Од поново време ова. Еве се наоѓаме кај гробот во село Нистро на поп Тодор, роден брат на Јосиф Багери. Сите православни обележја ги има гробот, црквата, така да има ли смисла некој да зборува друго нешто за Јосиф Багери, за нашето семејство, за нашата фамилија. Све е тука на виделина. Нека се срамат, ја би рекол, тие луѓе што зборуваат било што. Тука сме ние, тука се фактите. Јас сум правнук на овие луѓе. Македонци од почеток до крај, што би се рекло, од почеток на лозата, па се надевам до крај, додека постои. Значи 4 од браќата. Така. Се чистокрвни македонци. Во поп Тодор. Брат него. Брево. Значи фамилиите на тие 4 браќа се чистокрвни македонци, е само петата фамилија или петиот брат од една станува православен албанец. Нема логика. Нема никаква логика. Ама таму кај што нема логика има пари. А таму кај што има пари, има историја која треба да биде напишана така како што треба. Така. Најверојатно така.
Кога прв пат се појава Албанија? Еве гледаме во делата на Албанија, самото име тоа го направи западната квази историографија. Нарочно и тенденциозно. Почна да прават фалсификат на мапи и да бележат Албанија. Турците никој пат не ја нарекувале Албанија. Како ја нарекувале? Таа си била, ја сметале се Македонија. Македонија? Да, никогаш турците не ја именувале како Албанија. Што е етимологијата на зборот Албанија? Што значи зборот Албанија? Е древномакедонски збор Албана, што значи планина, возвишение. Гледате, они градат некоја нација околу неколку феномени. Еден од тие феномени е Скендербек. Да. Или Џорџ Кастриот. Па дури Кече му ставија. Да. Па дури има одредени, ајде да речеме, нивни научници кои велат дека всушност само што не прешол во исламот пред да биде убиен. Кој е Скендербек? Тоа е една македонска династија, кралска династија, значи сите пред него биле кнезови, се нарекувале себе си кнезови. Меѓутоа, кога тој станал кнез, во 42-та година, околното население самото го натерало да се прогласи за крал. 42 година на 15 век, значи. На 15 век. 1442 Да, 42 година. За гледачите да и тој биде станува во, кај што е погребан, значи во градот Леска, денешен Леш. Значи таму тој е погребан и таму се одржал состанок со сите првенци од тој крај. Значи станал крал. Да. Тој никогаш, тој од своето раѓање бил христијанин и христијанин бил како христијанин бил погребан. Дали има и македонско потекло, бидејќи албанците го сметат како фундамент на формирање на современата Тоа е македонско, се декларира тој како македонец Мијак. Значи не може па да. Сега да кажете, Сони Поповски, дека дел од фундаментите на современата албанска држава и нација се македонски. Да. Значи ако Скендербек има македонско потекло, ако територијата која ни турците не ја нарекувале Албанија, туку била дел од она старо древно име Македонија, тоа значи дека територијата, еден од митовите на современата албанска држава се македонски. Да. Тоа е проблемот веројатно клучен на албанците. Сигурно, секако, меѓутоа видите што да ја објасна таа своја емансипација во еден процес од одредени доселени племиња во одреден државотворен народ и држава формирана 1912-13 година. Ние имаме доста писма нивни, значи ракописи нивни напишувани од шиптари на македонски јазик и со македонско писмо. Целова албанска елита или еден голем дел од албанска елита, па и во Македонија. Да. Самите албанци велат дека имат македонско потекло. Јасно, сигурно. Според Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров, на исламската верска заедница треба да биде одземена собственоста врз џамиите во рамки на Република Македонија, бидејќи таа била собственост на поранешната окупаторска османлиска власт на нашите простори. Во Скопје најмалку 3 до 5 цркви, значи се срушени, на нивно место се изградени џами. Тоа се факти историски кои никој не може да ги негира. Исламската верска заедница не може да биде собственик на џамиите и вакавските имоти од времето на Отоманската империја, затоа што не е правен наследник на Отоманската империја. Во времето на Отоманската империја султанот бил и световен и духовен владетел. Исламската верска заедница како правно регистрирано лице е некаде од 60-тите години на 20-тиот век во Република Македонија. И затоа Исламската верска заедница не е собственик, ниту има право на денационализација врз џамиите и вакавските имоти од времето на Отоманската империја. Тие се културно-историско наследство на македонскиот народ, на државата Македонија. Во некои од нив може да се вршат верски обреди, доколку на некои верски заедници тоа државата им го овозможи, меѓутоа никако не е прифатливо истите да ги преведат по постапки на денационализација во собственост. Затоа што и законот за денационализација, за враќање на имотите на поранешните собственици, важи само од времето на присилните
прописи донесени после 2 август 1944 година. Да, законот за дејност Ако го вратиме ја има таа црвена линија дека пред тој датум не важи, тоа се однесува на Ханат Ѓорѓевичи, тоа се однесува на поранешното кралство на сите кои биле окупатори на оваа територија. Апсолутно. А на пример во однос на исламската заедница тоа не важи. Тие смета дека треба да биде вратен целиот тој имот кој луѓето кои се иселуваат од Македонија. Исламската верска заедница не може да гради паралелен однос како што е односот на државата Македонија кон Македонската православна црква, затоа што таа е една единствена легална и легитимна канонска наследничка на древната Охридска архиепископија, односно патриаршија Јустинијана I, чие што седиште е во Македонија. И тоа во овој дел на етноисториските граници на Македонија, во Вардарскиот дел, каде што е конституирана државноста во Република Македонија. Исламска верска заедница по таа логика делови од чаршијата треба да и припаднат нејзе. Па за жал, комисиите за денационализација со погрешна примена на законот, вршејќи кривично дело, им враќаат имоти по тапи кои што ИВЗ ги носи од архивите на Република Турција од времето на отоманскиот период. Тоа се споменици на културата и собственост на државата. Гледате, таа, например, Исламска верска заедница промптно реагираше и даде позитивен став околу таа најава за формирање на албанска православна црква, во моментот албанска верска православна заедница, меѓутоа во интервјуто кој Сенединовски го дава некаде 29 ноември предминатата година, тој вели дека тие нема да бидат задоволни само со верска заедница, дека ќе на формирање на албанска православна црква. Излага реисот и вели да, ние тоа го поздравуваме, бидејќи знаете во православието важи правилото дека можат повеќе различни етнички групации да си имат свои православни цркви, например србите да си имат српска православна црква, албанците да си имат албанско православна црква. Прашањето ми кога би дозволил реисот на Исламската верска заедница да се формира Македонска исламска верска заедница, за очекување да постои албанска православна црква во Македонија. Мислите на македонците муслимани или на македонците кои по вероисповед се муслимани? Затоа што не може... Имаше таков конфликт 90-те години, кога се врати покојниот сега Хаџи Јакуп Селимовски од Сараево, имаше обиде да биде формирана или да бидат формирани две исламски. Па ние сведоци сме на едно неодамнешно интервју на поглаварот на Исламската верска заедница, во кој што македонците муслимани ги прогласи за инвитро вештачка нација, создадени од сатаната, како груп обидна власта преку нив да го присвои правното наследство на имотите од времето на Отоманската империја во Република Македонија. Тоа реисот го нарече обид на сатаната. Господинот Бранислав Синадиновски, кој е промотор на оваа идеја за формирање на албанска православна црква во рамки на Република Македонија, беше поканет да гостува во оваа емисија, се согласи, ние се видовме, ги договоривме темите и прашањата на оваа интервју и подоцна тој го откажа своето учество. Од тие причини сум пратив покана да има официјална трага дека е поканет да гостува во оваа емисија. Таа е некаде од 3 февруари, 13 часот и 26 минути, денес е 15 февруари, значи имало 12 дена да може да се појави во оваа моја емисија. Во таа порака змојелам официјално ве поканувам да снимеме интервју на тема Албанска православна црква. На својата Facebook страна тој ми одговори дека не сака да учествува во оваа емисија, бидејќи тој не е промотор и основач на Албанската православна црква во рамки на Република Македонија, или како што вели, благодарам за поканата, меѓутоа не можам да учествувам од следните причини, затоа што сум јас припадник на судски регистрирана верска заедница на православни албанци во Република Македонија, а не на Албанска православна црква, како што стои во вашата, значи во мојата покана. Меѓутоа знаете како велат, трапот лажи, коза не лажи. На 29.11.2014 година при промоцијата во хотелот Александар Палас, Бранислав Синадиновски вели: литургиите не се доволни, сакаме посебна албанска православна црква. Односно смета дека литургиите на албански јазик што ги прави МПЦ во храмовите кај што има албанско население, православно, дека не се доволни, дека треба да биде формирана албанска православна црква. Тоа е така, почитувани гледачи, кога во една прилика давате една изјава, во друга прилика давате друга изјава и потоа се смета дека новинарите и вие кој јавност имат кратко памтење. Овој господин Бранислав, нели, така, идниот поглавар на таа црква, нели, малку да се нашалиме, оди и вели, јас сум главен советник на Али Ахмети.
По сите судови кај што се Па појавува. добро, тој беше советник и во ВМРО, па мудрија клоците. И Али Ахмети ќе му гудри клоците. Главен Така советник на Дзинго беше И на Дзинго, кај 99-та. беше? Тоа не знаат Да. албанците, на Дзинго беше главен советник. Знаат они, знаат, но 99-та ја посетуваше Србија и Слободан Милошевиќ. Знаете што, веројатно сакаат да го искористат бидејќи гледаат во него издаица, кодош, предавник на својата нација, на својот народ, на своето достоинство, човече. Јас верувам дека тој човек нема совест и не спие мирно. Верувајте ми дека не спие мирно. Тој нема мир ни во душата, ни во срцето. Бидејќи црквата не е човечка институција, црквата е духовна институција. Господ Исус Христос ја создаде црквата, разбирате? Ете, господине Гатангел, што јас се плашам. Гледате, Али Ахмети има интензивни комуникации во Грција. Не само тој, туку и вице-премиерот Фатмир Бесими и претходно високи функционери на ДУИ неколку пати, не само оваа година, туку изминатите 5 или 6 години имат интензивни комуникации со Грција. Дора Бохојани 2004 година доаѓа на Косово со Хашим Тачи и врши притисок врз албанските македонци, односно македонските албанци, да може да се многу пофлексибилни по прашањето на името. Имаше пред пола година гласање во УНЕСКО за прием на Косово во УНЕСКО. Сите овие скарнавања на манастири што прават српски светињи тамо што се на Косово, они требаше да бидат примени во УНЕСКО. И мислам дека моделот кој тука се прави со Албанска православна црква ќе биде тест како тоа да го направат на Косово. Тамо да направат Косовска православна црква, која сите тие Грачаница, Печка, Патриарше ќе им ги земат манастирите. Мене ми се чини дека е малку поширока сликата што се прави. Па може би, добро, вие сте покрај новинари, аналитичар, бидејќи повеќе ги следите тие политички случувања што се на нашиве простори, но знаете што, последниот член од Господовата молитва Отче наш вели: Господи, избави ме од лукавиот. Така да Бог нема да заборави оваа македонска земја. Јас верувам во тоа и сигурен сум. Нема да го заборави овој македонски народ. Што за албанштината или денешната албанштина на Бранислав Сенединовски мисли неговата родена сестра? Колку што јас можам да разберам, вие потекнувате од стара албанска фамилија, православна, тука од територијата на Република Македонија. Од каде ви е тоа? Изричито Па, негирам. Вашиот брат вели дека тоа е Јас стара... православна фамилија, албанска. Вашиот брат вели дека вашето семејство е старо православно албанско семејство. Познато ми е, слушам и по медиумите, но тоа е брутална лага. Јас сум чисто крвна македонка и по потекло и нешто да разграничиме. Националната припадност се стекнува со денот на раѓањето. Таа се негува, надградува и со неа се гордее човек. А за жал има и суштества аморфни, како морските медузи, кои веројатно, како облеката што се менува, ја минуваат и националната припадност. Од каде е таа приказна дека е православен албанец? Имате ли нешто албанско во вашето семејство? Вие сте од горно-реканскиот крај, тоа се некаде 16-18 села, безмалку на граница помеѓу Македонија и Албанија, веќе има и делум на албански села или албанизирани села во тој крај. Имате ли нешто албанско во вашата фамилија што би му послужило како основа да може да се декларира како православен албанец? Немаме ништо албанско. А по најмалку да му служи како основа да се декларира албанец. Тоа е негово лично право, ама тоа е многу расипано како право. Да се откажеш од својата националност, што значи тоа? Дали си човек во права смисла на зборот? Мене гледат они на Facebook веќе не пишува на македонски. Со обраќа на албански, значи сите пораки кои ги дава на социјалните Се мрежи. прашувам дали тој пишува, тврдам категорички дека тој не знае албански. Му пишува некој друг во негово име. А тоа се знае зашто имаат интерес. Немам ништо против албанскиот народ, ама политиката е таква да од интерес спремни се за вакви толкувања од негова страна и за создавање на православна албанска црква во Македонија. Тоа е нонсенс за мене. Нонсенс. Кога прв пат детектиравте, да речеме, на таква тенденција дека ќе биде репрезент на албанските интереси во Македонија? Па за Бранислав ништо не е чудно, тој толку се трансформира, камелеон е мал збор да се каже. Мал збор е камелеон, затоа реков медуза. Очекувавте на ваква улога, на ваква роља на Не очекував, бидејќи на овој начин е оцрнет под наводници, макар да тој не може тоа да го стори, и не албанец, стети албанец да се прикажува православен, лекот на нашиот татко. Значи вие немате ништо албански во вашата фамилија? Не. А имало ли градинка на албански
тамо во Горна река да учел можеби Бранислав ко бебе, ко дете. Бранислав, Да. Бранислав е роден во Штип, Во Штип е роден? 47 година на 1 јули. Е, тамо сигурно имала албанска паралелка. А да, Има дефинитивно, научено. дефинитивно. Дете успеа Сенединовска. Ни турците не успеа да ве потурчат или Не. да ве поалбанчат, Не. ама Бранислав Сенединовски со еден потек на перото или со еден збор сака сите вас да ве направи албанци. Тешко. Да, ама упорен човек е. Не знам на кого е, ме разбирате? Не знам. Јас ваква личност, за жал, моја судбина, да ми биде и брат, не сум сретнала во мојот живот. Сума сумарум, се е јасно, почитувани гледачи. На последниот попис во Република Македонија, како православни албанци, се декларирани само 156 жители на Република Македонија. Меѓутоа денес, како квасец, растат тие бројки и некој сака да докаже дека денес има околу 75.000 православни албанци со тенденција нивната бројка да биде и поголема од 100.000. Меѓутоа 80%, значи од албанската нација денешна има Овде македонци. се етнички македонци. Етнички македонци кои можам да кажам дека повеќето од нив си го знаат своето потекло. Меѓутоа немаат смелост. Не, затоа се агресивни. Затоа се агресивни воопшто да не прашаме. Како се викал дедо му. Бидејќи во еден момент они почнуваат да речеме од Алија. Да. Како е оној роман, велат, преку ног Илија станува Алија. Да. И они знаат до Алија. Меѓутоа кога ги прашате, а пред Алија кој бил? Дали бил Илија? Тоа станува конфликт, затоа се агресивни. Да. Веќе сака да го скријат. Да. Тоа што всушност ги плаши нив, тоа што се срамат, што сака да на некој начин да биде заборавено. Да, и сега ова што е иницијатива, значи или да речем ја ова барање што е Да, ова да е се сериозна формира, иницијатива, да. да се формира таа албанска православна црква. Значи од моите сите истражувања што ги имав кон таа популација, морам да кажам дека тоа нема никаков религиозен, туку чисто политички карактер. Значи, тие не за религијата. Тоа е политика, создаваат веќе една институција овде, кој утре ќе каже, еве, во границите на тоа население треба да се изградат цркви за албанците. Сака да имат, Значи, тие веќе ја оцртуваат границата на голема Албанија. сака да имат чиста етничка територија. Да, Ко не може да ги уништат овие македонци во Западна Македонија, или да ги албанизираат, или да ги муслиманизираат. Сега велат, тие се православни албанци. Да. Тоа е сериозен проект и тие на тоа сериозна работа. Да, и една работа која што, например, не е позната во јавноста, за Енвер Хоџа, например. Енвер Хоџа во својот централен комитет имал 7 македонци и 5 шиптари. Значи 7 македонци. Во неговата влада редовно, значи, како врховен командант на армијата албанска бил македонец. Например, првиот командант кој бил врховен командант, заменик, значи, на Енвер Хоџа, бил Кристо Темелко, македонец пород, кој што бил идеолог на Политбирото, кој што бил исто така и идеолог на армиската управа. Или да го земеме, например, пред смртта на Енвер Хоџа, на тие должности бил Симон Стефанија, значи македонец пород. Сета дипломатија што била во Албанија и сиот западен свет, мислам на раководните структури на одделните земји во Европа, сметале дека после смртта на Енвер Хоџа ќе дојде токму Симон Стефанија. Но до тоа не дошло, бидејќи да сопругата на Енвер Хоџа, Неџмије, која била, додека бил уште жив Енвер Хоџа, била во љубовни врски со Рами Салија и го издигнува Рами Салија преку ноќ на таа функција. Така што отпаднал македонскиот кандидат. Сакам да кажам дека за цело време на владењето на Енвер Хоџа,
управо голе македонци во Албанија. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се јавиме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Vinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време, почитувани гледачи. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.